Има нова представа, нов убав предизвик на театарот во Кавадарци. Да. Ти си режисер, главен глумец и воедно направи адаптација на оваа премиера како да не снимиш мртвен филм. Што е тоа што повторно е актуелно кај Кавадарчани? Вака, првен здраво и живо на сите гледачи на КТВ телевизија и на РТК, порталот. Фала многу на Маријан Димитров што се одзва на мојата покана да си направиме вака еден лав муабет, неврзан, убав. Поводот е да, тие е поводот нова представа на Кавадаречкиот театар при Домот на културата Иван Мазов Климе. Една представа која што мислиме дека е проклета, затоа што почнаме на 3-4-5 дена негден пред да се направи ние првиот локдаун за ковидот. Па после тоа се почна уште еднаш, ни откажа една од улогите откажа. Третиот обид бидна работа, ама утнаме премиерта, на закажана премиера еден од актерите Дискретно погледнего. Дискретно ќе го погледна, да. Му се слоши едноставно изморен, истоштен, брз период на живот и така да се и тогаш дури и кога беше готова, па не беше готова. За да конечно, некаш така викат дека е можеби и тоа е поубав знак дека ќе тера представата да го време. За да конечно некако во понеделникот имаме премиерата, преуспешна премиера. Премиера со многу аплаузи на отворена сцена, што е за премиера е искрено да. Добар знак. Некако во средата имаме првата реприза. Можам слободно одма да кажам дека дечките беа барем 30 до 50% подобри. Тоа си е исто пак еден природен процес. Стегнати се за време на премиера, стравот си го прави своето, тремата и така натаму. Кој ни глуби во ова представа? Ние со камерата ќе... Сега, вак прен, само уж да кажам, нели, се вика, представата се вика како да не снимиш мрсен филм, работена е според текстот на Милан Гргич, Разбуди се Кате, современ текст, можеби нема секој да се пронајде у текстот, ама е една ситуација која што па може на секој да му се случи. Иначе се работи за еден сплет на искуство и на младост у представата. Освен јас, од по-искусните се нормално Видан Станоев. Камера Видан Станоев. Да. Не се тука со нас за време на воа интервју Дејан Атанасов и Никола Деков, особено Дејан Атанасов ме радуе за тоа што после долго време пак се вклучува, пак стапнува на вештици што живот значат. Тука се пак би рекол се, не се неискусни, не му е сефте, нели? Тука е Сајшто Орешков, кој што полека пораснува у добар, се шалата прегасна. И од мене сега на тука е Кристина Кика Јованова. Она ни е гостинче, тука учи у Кавадарци, иначе од Радовиш. Да, и моето прво среќавање со неа беше во една представа детска и најпрво се заљубив у незината дикција. Да, и преубав изговор. И после тоа, нели, си направиме некој муабет, се најдоме таму ќе треба се најдеме и бим да работи. Тука е Ацето Видиков, постапките на лавот, Бог си го прости, да. Постапките на дедо му, се надевам дека јас тоа викам барем пола да постигна дедо му на коњоте. Тука е Сијичто Трајкова, исто така. Значи, и она не е сефте, и она не е веќе четврта-пета улога. Сичко доминира на сцената, non-stop е... Да, има. Не кажуваме. Не кажуваме, да. И Надица Ангелкова,
исто и она не е сефте. Меѓутоа се сепак млади дечки кои што нудат нешто, нели, ново, нешто поинакво за кавадаречката публика, нели, од претходните колеги што сум ги имал. Што ти тека се со млади луѓе да работиш? Види, знаеш како е, Освен тоа е убавинта на оваа професија, особено на аматеризмот, на аматерскиот театар, што постојаноста е незагарантирана. Нели, прва, втора, трета година, четврта ќе ти заминат за Скопје, не. Многу ретко кој се омажат, да. Така да цело тоа богатство од глумци го црпиме од средните школи. Преубава соработка имаме со сите средни школи, продолжува таа соработка. Кога ги тира ова представа? Чек само уште да не ги испуштам и тие што не се тука, нели? Кажи. Рекоме, нели, Дејан Атанасов не е тука. Никола Деков не е тука, ми е многу мило едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, па тие се. Само они двајцата не се тука. Имаш добри костюмографи. Па вака сега, тоа е додека нели, пред да почнеш да ги испрашуваш децата, морам да кажам, значи, костюмографијата, шминка, фризура е на предобрата Сара Милевска. Буквално направи представата тоа што треба да биде, нели, како една целина театарска. Сценографијата е на Диме Темков, човек кој што без него мислам дека морам да го кажам ние квадречкиот израз, цепта со мас не јаат. Благица Илиева е тука исто како суфлер исто така и помага многу на сцена. Уште еден суфлер имаме Мартина Крчева. На музиката и на светлото е Пепи Ангелов. Благодарности до сите други колеги, меѓутоа вие се тие кои што вредат да ги спомнам, за тоа што беа буквално ми беа прирака кога ќе имав потреба од нив. И се разбира на крајот голема благодарност до директорката Јулијана Ториманџова за одврзаните раци. За среќа голема наша, овој проект е одобрен од Министерството за култура после долго време. Градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, и тоа е тоа сега за сега. Нормално најголемата благодарност ќе дојде и сега, ама ќе дојде на крајот до нашата верна публика. Кавадарци знае да препознае добра представа. Кавадарци сака да гледа добра представа. Се гледа по тоа што малтене на 45 степени имаме по 270 луѓе у салата. Една представа, две представи унапред се продадени, тоа е знак дека имаме добар производ, тоа е знак дека сме направиле добра работа. И ако искрено мора да кажам дека на ден-два пред премиерата беме сите скептици, вклучувајќи ме и мене. И тоа е тоа. Јас сакам јавно да му се заблагодарам на вие дечки кои што јас у никој случај не сакав да ме чувствуват како нешто надлив, како некој си режисер, не. И на почетокот му кажав, пред се сакам да биме другари. Затоа имаш успех. Да, сакам да биме другари, сакам да биме колеги, а после тоа сето професионалното. Затоа што ако за мене пробата е, како да кажам, тензична, ако пробата е некој изиграва над глава да му стои да изиграва величина, нема ни представа од сето тоа. Така да баш за тоа имаме преубава атмосфера, имаме, не знам, ми е криво само што не поставиме некои камери од страна за време на пробите. Толку многу смеа падна, тоа е чудо нешто. Особено, еве двете дами имате една заразна смеа, и Кика и Надица. Тоа е чудо, мислам, колку и да си даун се насмеиш, па мајка Јана да. Може да ги прашам. Може слободно да ги кажеш. Доста ми ајде. Ајде да се каже нешто, како ти е доживеала представа? Па, со оглед на тоа дека е моја втора представа, исто како и на првата, исто сега и на вај се радувам, пред се поради соработката со Димето. И поради тоа што е толку дружелюбив, истото што го кажа, дека воопшто не го почувствуваме дека е нешто над нас, туку секогаш беше другар со нас.
и секогаш беше тука и да не насмее, и да не поддрже, и да ни каже кај ни се грешките. И едноставно беше најдобар. Би продолжила ли понатаму да глумиш во овој театар вака? Обавезно. Добро, кажи ни как се викаш ти? Сич Трајкова. Јас со Сиче не се познам, меѓутоа, еве сега ќе ја прашам, која е Сиче? Приватно или тука во театарот сакаш да Во знаеш? театар. Во Приватно театар? не. Во театар. Така ли? Океј, јас имам глумено 4, 5, 6, мислам дека, ама од тие имам 2 или 3 детски Добро. и 2 за возрастни, од кои ова ми е трета. Оваа представа сум Кате и... Катерина. Да, Катерина, че извиниш. Добар. Не знам, многу баво ми е, многу баво соджвакав улогата, мислам дека и јас. Сега не знам режисерот како ќе каже, али едноставно се пронајдив во улогата и Искачај, исклучиме камерата. преубаво ми е да сработувам со него и со ваква екипа што Многу носење имаше на представата, како се снајде со носењето? искрено ја не требаше да се снајдам, праши ги нив како се снајдија. Мене ми беше убаво. Ти е лесно, води ти. Мене ми беше убаво едноставно. Само си лежам и кој кај ќе ме носи. После имав малце турбуленција кај што требаше малце да му заражам нив. Добро. Искрено мислам дека се поминува најдобар ред. Благодарам. Александар, носиш тешко бреме, дедо ти беше актер на оваа сцена, сега си е артист во една значајна представа, би рекол. Па вака до сега, со оглед на тоа што ми е втора година активно учество у театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе, Воа беше преголема одговорност, лично за мене, можам да кажам, за тоа што до сега никој не спомна, еве ја, ајде че спомнам. Ваа представа обележува 30 години јубилеј на нашиот Диме Коцевски, кој што не е уопшто мала работа и тоа ни беше на некој начин уште поголем предизвик да го совладаме сето воа. Тоа што го кажа ти, за тоа што постапките на мојот дедо, тоа ми представува уште поголем мотив и поголем предизвик да го достигнам и да го оправдам едноставно тоа што го постигнал он. За жал, како што спомна Димето, тие од актерите, ја бев малце заради здравствени проблеми. Што сега тоа? Не да ни погледна дискретно ја. Се одовлечи премиерата, ама фала му на Господ се заврши како што треба, дури и поубаво што очекуваме. Лично и конкретно за мојата улога на Раде, еден од тројцата другари. Голема улога е таа, така. Па да, испадна голема. Навидум беше сите помалку читаме, проби ваму наму, ама кога дојди виче поставувањето, уствари во очив дека ја не су испадната од сцента, што сакам да изразам голема благодарност за таа улога и за таа одговорност што ми ја дади. Пак ќе кажам Диме Коцевски и како и да вртиш, се врте околу Диме Коцевски, кој што стварно придонеси многу за нас, особено за нас младите. Ќе избегам од кадар. Морам, пак ќе ги спомнам и останатите, че аз спомнам и Микица Илова, која што преку неа, преку детските представи стигнаме тука, че го спомнам и Александар Малинков, како долгогодишен тука и режисер и актер, и Диме Боцев, у неговата претходна представа, кај што имаме сите одредена улога, така да голема благодарност за сите нив. Имаме преубав проект, преубава представа и еве јавно да упатам апел до цела кавдаречка публика дека во е нешто што не треба да се пропушти и треба да се изгледа. Кике, сите те викаат Кика. Кикат. Кика од Радовиш. А вистинското име ти е како? Кика од Радовиш. Кристина. Кристина, кажи ни како ти е доживеала улогата? Кристина како мама Олга. Интересна. Мислам дека ептен се соживеав со улогата, прво заради тоа што беше на дијалект и уште полесно. Уште полесно ми беше. Ама прекрасно, со прекрасна екипа, стварно. Ама играеш многу повозрастна, па и тоа па Да, може би е полеснато, играм. ама па тоа ти е потежнато. Да. Постара. Мама Олга. Мама Олга во еден момент ја држеше представата. Таа беше главен контролор на се. Ка секоја мама, баба дома, така и мама Олга тука најстара и најмногу присутна. Се под контрола, под нејзина контрола. Благодарам, Кика. Да, мора последното да е нејзино. Така и се гледаше, јас бев на премиерата. Овој човек брилираше, мислам, че не виден. Мислим дека беше баш на правото место.
Седи си, седи си, доста. Продължи. Добар беше. Како? Добар беше. Не бев лош. Не бев лош. Од тоа што слушнав сега. Ме интересира, на премиерата беше послаб или на наредната представа? Не знам. Добар бев и на како- двете. како Не, ти? на двете бев добар, одличен. Не, добро, премиерата е секогаш поголем притискот и нормално дека можеби сме посконцентрирани, ама сме постегнати, а нема таа слобода, нема тоа движење кај што го има после тоа од кога ќе се ослободиме. Премиерата сепак некако пак беме во грч. Затоа што кажа Цимо, представата мислеме дека е проколната. На еден, кога почнаме више со прогони, така се возиме ја и он околута двајцата, му викам, касно ли е да ја смениме? Да почнеме која друга, затоа што стварно почна страда не јаде. Али добро е, стигнаме на крајот, испливаме, испаднаме на брегот, дадоме премиера и ни е лесна буквално на сите. Ој сопрене сега. Да, оди сега застани. Како се чувствуваш на сцената? Како? Напорно е Изгледаш доста. сигурно, многу сигурно изгледаш. Па се трудам да изгледам сигурно, глумам дека сум сигурен. Напорно е затоа што буквално цела представа, можеби не со текст, ама сум на сцена. Еден момент само излевам, некои 5-10 минути, после пак сум на сцена и што и да се случува, мораш да си тука. Да споредиш со други проекти на Диме или на колегите, каде би ја ставил ова представа? Каде? Па, искрено, тешко е, затоа што сепак многу труд вложиме. Лично јас, улогата е доста голема, можеби една од носичките улоги, заедно со претходната, вие ми се така поголеми улоги до сега што сум ги одиграл. И стварно, бара напор, бара, особено и со костимскиот дел, што ни е малце зимска гардероба у летни услови, потешко е, доста се потиме, доста е тешко и движење и се, али мислам дека, најискрено на оваа представа сме се потрудиле до сега Кажи ми, овие најмногу. млади луѓе дали се добри? Одлични. Не ги гледај. Одлични, не ги гледам, штипат од прежеска, ама добро. Значи, одлични се, добра соработка, најбитно е што слушат и имат желба. Не идат само да помине пробата тие 2 сата или нешто, него буквално... Чекај сега, ајде. Значи, сакат да учат и прашуват. Сакат нешто, ако не чине, осеќа дека не чине и прашуват, може ли во вака, може ли тоа така, и што е најбитно имат нивни идеи. Замисли што доста му олеснува тоа на режисерот, за да се добие таа некоја слика на крајот што треба. Благодарам. На крајот од овој разговор со Орешков разговараме. Дечкото кој во многу детски представи глумеше Лейлова, сега го видов искрено, не очекував дека ќе одигра така добро, осталожено, па и добро за почеток, за старт е добро на комедија, бидејќи имаше една улога која беше контраверзна. Меѓутоа, режисерот ќе каже, или доправо ќе знае дали може да ти довери во иднина улоги. Како ти ја доживеа ова? Па вака, Джанго е лик како карактерно, он е бивши робијаш, кој што, у затворот впива разни карактери, разни особини и манири од луѓето кои што се таму, всушност он е доста мек, доста плашлив, неспретен, конфузен, така да мислам дека тој негов карактер уствари ќе допринесе да на крајот дејството на представата отиде во таков правец да се дознае дека Кате е тука, дека крими, дека е под алкохол и апчиња, дека е дојдена да играе стриптиз. Тешка ли е Кате за носи? Тешка ли за носи? Па не, уопште не е. Ти ја носиш пола представа, не? Да, не е тешка, само како што кажа Видан, доста стварат жешко, да кажем, костимите и за вие период не се баш најпрактични, ама така захтева представата. Каде се гледаш себе си во театарот во иднина? Па би сакал да прво да завршам факултет за оваа работа, а Ти си после на факултетот за драмски уметности. па се уште нема, се надевам дека ќе биде во иднина, у блиски. Положи понатаму. Значи сакаш да глумиш понатаму. Да, Ова да. е главна професија. Па да, би сакал да ми биде оваа професија до крај на животот. Се надевам ќе биде. Има ли услови во овој нашиот театар во Ковадарци да се биде глумец, актер? Па има услови, да. Треба многу да трута, али на крај се исплаќа и има услови. Ја верувам дека има. И еве за со мене почнаме да завршиме. Со мене само сакам да кажам дека спомна Ацто, оваа година не е само оваа представа, туку како проект ми е тоа предвидено
така и одобрена од Министерството за 30 години театарска дејност Диме Коцевски. Здравје Боже, некаде на есен, крај на календарска година планирам уште една представа и планирам едно изненадување за кавадаречката публика. Рано е да се открива. Меѓутоа, полека ќе почнам да правам некои мали, кратки тизери за да дадам на знаење што би било. У целата таа работа ќе имав и една изложба на фотографии од мене, од скоро сите представи што сум ги играел. И сосема за крај е нормално таа порака до публиката, дека тоа што го кажаме и ни, а по тоа што го кажа и околу 500-600 луѓе од првите две представи, од премиерата и од првата реприза, дека имаме преубава представа. Тоа е еден поттик и порив плюс за вас, почитувана публика театарска, да дојдете во театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе, да ја изгледате представата, за да бидете побогати со уште едно театарско искуство, за кое јас и мојата преубава екипа гарантираме, а еве на крајот и на краишта, ако не биде работа, ќе ги вратиме парите, мислам. Ако е до таму дојде на работа, ако е нож до коска. Фала ви уште еднаш за тоа што беме гости, дали во вести, дали во емисија, не е битно. Да, мене ми е сегаш мил и убав разговорот со тебе. И со ние до душа нам позади камера, ама ај. Тоа е луѓе. Тоа е, ојте на театар, 2 сата, што би рекол Фокта, за 100 денара, 2 сата, хумор, нема ни 70% од 70, како на колку е литро. Нема одека нема. Нема помалку. Фала и на вас. Фала и вас.